кој што ни донел сето она што го работел во текот на овие неколку месеци, од кога го доби својот мандат, прв мандат му е тоа, градоначалникот на општина Делчево. Имаме Дарко Шехтански. Добро дојдете во Македонија. Добро, поздрав за гледачите на Македонската телевизија. И сега не знам дали ќе имаме време за се ова да раскажеме, меѓутоа ќе се потрудиме дел барем да им доближиме на гледачите. Ќе почнам со она што беше многу интересно, се одвиваше некаде кон крајот на август, кога ќе се каже свадба, веднаш што велиме галичка свадба, и тоа е доста интересно, меѓутоа и во вашиот предел, во вашиот крај, исто така се случува една слична свадба, пијанечко-малешевска. Ќе ни ги објасните кои беа пропозициите, што се случуваше таму, пошто е различно од галичката свадба? Основните пропозиции е еден од сопружниците да биде во потекло од пијанечко-малешевскиот крај. Во овој случај, во сегашната свадба, младоженецот беше од Делчево, додека невестата е од Куманово. Таа се организира по седми пат, за прв пат организирана 2003 година од страна на културно-етничкото друштво Гоце Делчев, со покровителство на општина Делчево и на Министерството за култура на Република Македонија. Имате ли доста посетители? Ни донесовте и фотографии, наскоро ќе можеме да ги погледнеме. Дали има посетители надвор од Делчево, надвор од Македонија, можеби? Се разбира, таа самата по себе представува атракција. Имаше и гости од културно-етнички друштва од соседството. Меѓутоа се собери и доста голем дел од граѓанството во општина Делчево. Таа не трае само еден ден, колку што можев да забележам, имате период на канење на гостите. Ајде објаснете ни како се тоа изгледа. Самата свадба започнува со канењето кое што се во овој случај се одвиваше на 20 август. Потоа на 23 август еден од традиционалните обичаи е месење на погача плетеница во куќата на момчето. Во периодот 25-27 август пијанечко-малешевската свадба беше презентирана и во Република Србија, во Јагодина, каде што културно-етничкото друштво Гоце Делчев ги презентираше текот на настаните на свадбата на тамошното население. Така. Освен ова пијанечко-малешевска свадба, која што колку време се подготвува? Претпоставам цела година. Цела година да не е 2-3 месеци секако може подготовка. Така, значи следната година веќе повторно. Така, следната година повторно. Кога аплицираат кандидатите? Кандидатите аплицираат 2-3 месеци пред почетокот. Така, имаше повеќе заинтересирани кандидати, од нив беше изберан тој врачен пат. Значи, оние ергени да почнат да размислуваат да си ги побараат девојките за жени, за да можат да...